Надевам би се допадна филмот. Доста ми е Димитар Салатовски, тој е сликар. Мислам дека интересен може. На YouTube го има, ама е цензуриран. И то многу битен дел е цензуриран. Го нема, значи целосно друг текст има на нешто. Сега ќе го прочитам делот кој е цензуриран на почеток. Магичните порачки и купувањето кое треба да ја трансформира, но не исклучува онакви какви сме сега, го пополнува процепот помеѓу животот каков што е и животот каков што ни е кажано дека може да е. Оваа сила која го пополнува процепот не спречува да се гледаме како навистина би можеле да го затвориме тој процеп. Таков почеток би започнал со борбата да се преземе контрола врз сопствениот живот. Политички одлуки наместо порачки. И сега во верзијата што е на YouTube е нешто скроз безврзно, онаква да ме градот ни е излепен со карти или нешто таму, кое што не соодветства со нашите животи. А ова е доста битен дел од филмот. Сега моето прво прашање кон Диме е: филмот е снимен 72. Дали и денес е актуелен? Постарам мене и тоа ме плаши затоа што нема потреба да ја заостина. Буквално она што се случувало и проблемите кои третира филмот и Бергет, за жал се мултиципирани, ако не многу повеќе присутни сега отколку во тоа време. Тоа ме прави да се плашам заради постојано имам чувство дека може би Фејсбукот изостава. Кога нема Фејсбукот, меѓутоа ги има оние списани, оние рекламни паноа, кои денеска се застарена технологија, меѓутоа исто како да го третира и Фејсбукот и значи да се навратам, ме фаќа навистина страх затоа што во текот на сите овие не само децени и години, туку и векови, ако не милениуми, толку малку човекот во својата свест ги менува работите на позитивно носно. Секогаш мислиме дека сме многу попаметни од претходните генерации, секогаш мислиме дека имаме на располагање многу повеќе нешта, меѓутоа за жал како да е некој циклус кој постојано се повторува и постојано не треснува во понос, секогаш кој ќе се вообразиме дека сме, не знам, еволуирали. Ако земеме во предвид дека на почетокот на модерната и пред тоа има одредени стремежи во уметноста за таа да се доведе на ниво на наука. Каква е ситуацијата денес со уметноста на тој план? Колку можеме да кажеме дека таа е близко до тоа да биде наука? Значи, уметноста дава многу голема ширина и е бескрајно експлоатирана, дури вулгаризирана во многу случаи и гледаме како уметноста може да се да служи во корист на оние кои експлоатираат, значи никогаш да им донесе толку добро на оние кои се експлоатирани. За жал, јас имам, може би тоа не е конзервативно сваќање, меѓутоа некако до почетокот на 20 век, знаете, работите беа поставени и секогаш постоеше, дури во некои случаи уметноста била прва која ги водела работите напред, односно раѓала идеологии, раѓала концепти кои нели човекот, луѓето се надевале дека ќе донесат подобра иднина. Во таа смисла демократизацијата, значи на уметноста, односно слободата да се прави се што се може и се што се сака, од една страна ни дава лажна сила, мислам лажна слика за слободниот израз, од друга страна ги девалвира сите естетски вредности. Така да мислам дека не е некоја демократизацијата, може би во
почетокот изгледала како нешто кое ќе облагороди уметноста, меѓутоа како и секоја идеологија, како и секоја револуција, племенита во своите идеали и почетоци, понатаму ги разводнува и ги вулгаризира. Дали постмодерната уметност ја дезидеологизира и деполитизира уметноста? Како таква, нели во тој период се појавува постмодерната, се појавува и она што се нарекува уметност на шокот. Тоа е негде, мислам, после 68-70-тите. Негде, колку тоа допринесла за уметноста како нужно поврзана со општествените услови во кои се создава, да се дезидеологизира, деполитизира и да се отцепи од самото општество, да биде на неки начин како кафе за тоа. Стаклено основно. Значи, уметноста, како што реков и претходно, била бескрајно експлоатирана и била поттик за да се раѓаат многу идеологии, да се промовираат многу идеологии. За жал, значи, очекувањето дека постмодерната ќе деполитизира уметноста, окей е да се сложиме дека нели ги изфрла идеологиите од како предмет на третирање, нели соцреализмот и сите други идеологии кои се појавиле пред тој процес. Меѓутоа, јас мислам дека се случува нешто многу поопасно, а тоа е значи наместо идеологиите имаме замена со корпоративна мотивирана уметност. А тоа е значи таа е во служба на корпорациите кои сакаат да те направат само еден обичен потрошувач, само еден обичен човек, една обична тетка која на крај краишта која ќе мисли дека ќе се занимава со уметност и дека прави многу добро за човештвото, меѓутоа тоа е уметноста е разгоднета и ја нема таа енергија да предизвика, значи да ја предизвика совеста и свеста на луѓето за да реагираат кон одредени промени кои се случуваат и кои ќе се случуваат во иднина. Мислам дека идејата е да се разгодни тотално за кога ќе дојдат драстични судиви, да немате буквално, ако ви одземат естетиката, ако ви одземат уметноста како можност за да се изразите, од друга страна ви дават слобода да ме изразувајте се преку уметноста, мислам дека тоа ќе биде само облик на монструозен глобализам. Ништо повеќе. Значи, дали сметаш, со оглед на тоа, дали сметаш дека потребно е повторно враќање на идеологиите во уметноста? Повторна идеологизација на уметноста, во таква? Може би премногу ја третирам и се повикувам на историјата, нели, гледајќи го, како што реков и на почетокот, гледајќи го филмот, гледате дека постојано се повторува. Ако не, пак ќе се вратам на филмот, за да ги натерам сутните да размислуваат за секој момент од филмот. Значи, ако не се пакистанските бегалци, се сириските бегалци, така? Ако не ако не е рекламата за пивот или за овој големиот брат сега се презентира преку телевизиите, тогаш се презентирала преку тие списанија. Значи, зборот ми е дека имам чувство дека циклично се менува. Не верувам дека враќањето на уметноста кон идеологиите дека ќе ја направи поотпорна на овие нови процеси. Мислам дека идеологиите мислам дека премногу се излажавме во сите овие векови на практикување на идеологиите, така да мислам дека тоа би
било само уште една лага која треба да, значи да сватиме дека треба конечно да се не ова, знаете како да повикуваме на големи работи, меѓутоа треба конечно совеста да поработи, а не идеологијата. Идеологијата ќе ве искористи, ќе ве злоупотреби, на крајот ќе ве изневери. Дури најплеменитите идеологии, нели мислете дека комунизмот е совршена идеологија, на крајот испадна дека е монструозна, па не ја ветува демократијата како не знам, нешто кое е близко до совршениот систем на практикување и на она како човекот треба да действува како разумно суштество, меѓутоа кога ќе видите помина 2000 години од демократијата во Атина до сегашната и напротив, демократијата, ако искрено се погледнеме и да си признаеме, демократијата не разочара, не само нас овде како локално, туку и глобално. Значи демократијата е една идеологија која прави да се чувствувате слободен, меѓутоа всушност не сте, туку сте репресиран на многу суптилни начини, постојано сте под притисок. Дури мислам дека понекогаш ова можеби ќе звучи радикално, меѓутоа имам чувство дека таквата лага е повулгарна дури од она која му ја сервирале на феудалните во феудализма. Че тогаш поставиле за крепостени села, нема ќе си работат на нивата, нели колку ќе произведат 10% за газдата на нивата, сега сме за крепостени граѓани, затоа што си да додолжиме кон банките. Немаме шанси на таков начин да немаме, значи, можност да се отргнеме од тоа, затоа што така функционира системот. И ако тогаш може да кренат ова селаните бунт и да го клад на клад ова кнезот, за жал денеска тоа е скоро невозможно, затоа што сите гледаме каков систем продуцира демократијата на манипулација со луѓе. Така да не верувам во нови идеологии кои ќе го повратат значењето на уметноста, верувам во, значи, во совеста на секој човек, меѓутоа не совеста како доминација на индивидуалното его, туку не знам, да се можеби некој вид на колективно освестување, на колективно. Не мора тоа да е сведено на национална, на религиозна или на било каква, едноставно да се чувствуваш и да функционираш достоинствено и човечки. Добро, некој може да се вклучи ако сака. Јас мислам, имам една забелешка, ако зборувате за дезидеологизирана уметност, мислам дека такво нешто многу е тешко да го има во практика, затоа што треба некој да живее веројатно на Алпите или на некој место кај што живеат пингвините, за да нема никаков контакт со ниту една структура на моќ, држава, село, што и да, за да не се инфицира од таа идеологија, тој начин на живее, пошто во интеракцијата во еден меѓу друг секогаш не е попримано, дали свесно, дали подсвесно, дали малку, дали повеќе. Така да и постмодерната пак се искористи за да се практикува и афирмира неолиберализм. Значи, ако овие слики покажуваат и инфицираат подсвесно некој желби, за да побрзо ги конзумираме, а само се задржуваат на тој површен естетски ефект, а немаат никаква суштина, тоа е дел од една идеологија на потрошување, да се повеќе да се троши, да се троши тоа што не ни треба и тоа да е како еден запчаник во капитализм. Така да и тој дел од и уметноста е дел од некоја идеологија. Имаме едно прашање до гостинот. Според вас колкав е балансот и каков треба да е балансот помеѓу државниот интервенционизам во уметност? И дали може да кажете некој пример во историјата каде што се создаде таков еквилибриум? Околу тоа што кажавте, мислам дека и јас истото го
кажа, значи секоја идеологија ќе настојува да ја искористи да ја злоупотреби уметноста или за своји цели. Значи од тука не постои деидеологизација на уметноста. Сега дали би постоел некој баланс? Ако постои баланс, тогаш сме стигнале до утопија. Значи, видите, дури и кај нас како релативно, не знам дали сме напредно општество или какво сме, во ред, ете, го функционираме во ова... Само релативно општество. Да, некоја матна вода која не носи, не е дека зависат процесите во светот од нас или не дека ние нешто ќе промениме како општество и како држава. Не знам, ако може највулгарно да речеме, ако смениме некој ќе не го бомбардира или било како. Значи, дури кај нас има интересен процес. Значи, ние како држава 8 години скоро сме концентрирани на естетски идеолошки проблем, така? Значи, тоа е чудесно за нас. Значи, ние, може би повеќе од сите народи во Европа страстно дискутираме за идеологија и за естетика. Секој може да си заземи страна, значи, меѓутоа, тоа е одраз на... Јас секогаш велам дека некој ќе рече да, тоа е кич, тоа е вакво, тоа е такво. Во основа треба да го поделиме, значи, студиите од идеолошки и естетски. И криминален, на ново ред. Значи, идеолошки и естетски. Идеологијата секогаш со себе го влечи и нели производите како... Значи, ако... Не знам, ако го поделиме на естетски и идеолошки, во идеолошки онма ќе се разбојат кој е против, кој е за. Естетски може сите да викаме таа скулптура не чини, на тој му е премногу големо телото, премногу големо копитото или било како. Меѓутоа, тоа е одраз на она какви сме, кои сме, како бил нашиот образовен систем, каков е нашиот менталитет, каков е нашиот ментален склоп и колку ние работи во животот сме пропуштиле предходно. Често пати сега има суди, често пати одиме од крајности во крајности. Значи, ќе отфрлиме нели фигурацијата затоа што е близко до идеологијата и ќе се фатиме за концептуализмот, нели затоа што тоа е помодерен. Меѓутоа се случуваат и во концептуализмот се случуваат страшни работи. Значи, од една страна со петни жили се тепаме против институционализација на уметноста, од друга страна кефој сме кој ќе ни го стават делото во институција. Така, значи, ако сте против нештото, во елементарниот на концептот, ако сте против нешто, вие сте против нешто, а не кога ќе ви дадат пари, ај сега некако ќе релативизираме целата работа. Од друга страна, ќе ви кажат дека не е се така толку едноставно и ќе ви речат не може секогаш да видиш толку жестоко против или толку жестоко за, затоа што сепак постојат нијанси, сепак оној кој ја води државата ќе ти рече, ама чекај, има вакви приоритети, има такви приоритети, има вакви моменти, има такви моменти, така да затоа велам, денешното општество има многу суптилни начини да ги разгони сите работи. Само Бергер рече една многу убава дефиниција лудо време, лудо општество. Значи, ако ренесансата ја третираме како прерод, антиката ја третираме како стремеж кон совршенството, кон идеалната убавина, кон идеалната естетика, христијанството нели кон духовноста, исламот исто кон спиритуализмот кој го носи. Дури тој уште исламот одамна расчистил, значи со представата на фигурацијата. Од една страна тоа можеме да го земеме како современ концепт, значи од
концептуалната ја негира ова, да речам, класичната уметност. Меѓутоа, ја се прашувам, после 2000 години кои ќе откопуваат, што ќе откријат уметност. Значи, ние ги цениме цивилизациите затоа што ни оставиле нешто. Значи, меѓутоа, се плашам кои ќе откопуваат после 2000 години, ќе речат овие биле лудаци и немале никаков концепт за ништо. И тука, ако сум само да не заборам, не претендирам ниту филозоф, ниту ова, да видам ниту некој наратор. Беше прекрасна идејата на Николче за да дискутираме, затоа што, видите, многу малку се дискутира за уметност. Генерално, токму заради таа демократизација на уметноста, ги шутирахме критичарите на уметност. И сега и како колеги, уметници, многу ретко меѓу себе си даваме критика, затоа што ова демократизација на уметноста, значи просторот секој да биде уметник, затоа што му се сака, а не затоа што уме, а уметник е човек кој уме нешто да создаде. Разводни целата работа и ќе ти речи, ами јас така го гледам, јас така чувствувам, јас така сакам. Значи, трајно бегаме од нормите кои се врз кои почива уметноста. Значи, основни принципи се егото, значи треба да сте карактер за да се занимавате с уметност. Да имате чувство за композиција. Ако го немате чувството за композиција, вие ќе создавате кич. Чувството за композиција е вродено чувство. Може да се добие нешто со вежбање, со работа, меѓутоа тоа е вродено чувство. Или го имаш, или го немаш. Значи, или те бива, или не те бива. Кога јас сум наставник и кога ќе црта децата, ако главата му излези во надворот цртежот, значи гледате дека детето има проблем и се концентрираш на тој проблем да го решиш, меѓутоа ви велам, професорот мој тој велеше дека тоа е вродена работа и јас со текот на времето се убедив дека тоа е навистина така. И Валерот е веќе техничка работа, односно тоа е мојта да оформувате, мојте да моделирате, мојте да нанесувате боја. Значи, секој уметник го поседува тоа. Од друга страна, ви вика некоја баба или некоја тетка или некој кој претендира да се нарече уметник, јас така сакам, така чувствував. Значи, и немате ви основа да му противречите. А ако му ги поставите ликовните проблеми или елементи да ги побара во делото, ќе ви речи, нема што да дискутирам, тоа е моје право, јас се сликам. И претходно, значи, имаше моменти во самиот филм, значи, општеството се труди да демократизира уметност. Значи, секој да има право да биде уметник. Од друга страна, потрошувачкото општество сака да создаде само работници и конзументи. Значи, полека е истиснува уметноста од образованието. Ќе намали на еден час, после ќе рече, ај може споено музичко и балетско и ликовно, значи нема потреба од часови, нема потреба луѓето да учат уметност, и сите можат да бидат уметници, така? Не можат сите доктори да бидат, ама сите можат да бидат уметници. И така да нема потреба да изучуваме уметност, значи тука ја губите еден момент во кој имате критичко мислење. Ако некој поставува естетски норми, има критичко мислење. Ама вас не ви треба критичко мислење за конзумирање. Се што ќе ви понудат, вие ќе прифатите. Значи, од една страна ви дават слобода да бидете уметник, ама од друга страна ви одземат преку системот на образование, ви одземат слободата да размислувате како уметник. Има еден тип сере, британец, и не бил задоволен од британскиот образовен систем и избегал во Америка. И до сега, значи овие години,
тупеа многу во британскиот систем и одов да видам во Америка, затоа што е многу по-напредна, по-флексибилна. Така тој е. И јас издел жената детето, заминал за Америка, кога таму се соочил со уште по-неверојатен, по-инертен систем на образование во смисла. Значи, ако е финансиски моќен, значи да обезбеди се што сакате, меѓутоа не ги третира децата како личности, не пак е подреден на онај империалистички систем на дека треба да произведи работници и потрошувачи. И вика, зошто вика, овој систем вика мора да се сме, инаку сер Кен Робертсон, мислам дека се вика, и кажува дека овој систем мора да се промени, зошто, например, вика математиката да види поранг на нели во предметите на прво место, зошто хемијата треба да види на прво место. Напротив, вика, јас мислам дека треба уметноста да види на прво место. Зошто? Затоа што кога вика сте на театарска представа, сте во музеј, сте во сала во која се проектира филм или театар, значи тогаш вика вашиот мозок е најослободен и најмногу вика функционира и целата енергија е насочена кон креативно размислување. Така да, ако гледате дека не само кај нас овие реформи во образованието кои се прават, а мислам дека не се окей, значи ако се оди натаму во тој правец да изврдим уметноста, туку и светот се соочува со таков проблем. Да подсека, може? Колегата знае информиране. 60-тите, 70-тите во Франција кога се намали, нели, воопшто часовите по уметност, има проблем и французите воопшто не продуцира ни еден уметник од типот на Пикасо, а и Пикасо не французи, нели? Се заклучува дека до импресионистите и повеќе они немат, нели? Еден лик, еден французи. Не разбирам. Французите так направија таков експеримент, водејќи се од идејата дека ти имат премногу уметност, значи полни му се музеите, ако си роден французин си одма уметник, ја познаваш уметноста, се знаеш за уметноста, така си рекоа, нема потреба да фрламе пари за ликовно образование и го укинае. Од тогаш во Франција буквално се нема родено позначено име во областа на ликовната уметност. Или пак не инвестираат. Или оние кои се едуцират се или од страна дојдени во Франција за да искористат предноста на галериите и на музеите кои се преполни со уметнички дела, или пак едноставно тие што сакат се едуцират или во приватни часови или одат надвор. Значи, тие си направија таков експеримент и тотално не успеше. 99% од ликовните барани уметници се дизајнери во маркетинг агенции. Ретко кој се занимава со од по-креативно уметност. Така. Тоа е вистина, за жал, или се даскали, или се. Од друга страна, мора значи да се живее и знаете како, ако не претендираат на тоа, не мислам лично право, секако, меѓутоа ако не претендираат дека се уметници, а за да се наречиш уметник треба многу, дури јас не се осмелувам да се наречам уметник, затоа што тоа е тежок пат, долг пат и сериозен пат. И затоа на уметноста и е скратено правото да се третира како наука. А тоа го заслужува, тоа е, јас ја третирам како наука, затоа што опфаќа безброј, не знам, дисциплини, нешта кои ја чинат наука. Меѓутоа, кога е девалвирана со демократизацијата, нејзе е пресечен. Ако е наука, вие треба да имате професионалци, значи, луѓе кои ќе се занимаваат со... Една чудна работа со, да речеме, во ово модерно живење, во денешно време мислам дека повеќе луѓето што мислат дека се бават со уметност, се само нарекуваат уметници, колку што се стекне титулата уметник, онака морално-естетски норми, кои што треба повеќе околината
не знам, гледам премногу самонаречени уметници, што Да, но јас сметам дека и околината веќе не знае како да оцени кој е уметник, бидејќи се ние сметаме веќе дека е уметност и блошка во искористена во рамка ставена, за нас е веќе уметност. За мене е трагично, ама така е гледа масата, веќе не може да оцени кој е уметник. Или купиш топари таа демократизација, мислам дека изсатанизира доста од уметноста. Буквално мислам дека претходниот систем беше можда пориворозен, ама ти бе не те бива бега, не можеш да бидеш уметник, тај во тебе ќе вложиме, те гледаме нешто, не знам. Мислам, тука е таа една чудна, не можеш да го осудиш, тоест можеш да го осудиш едното, но не можеш да го осудиш, просто се чувствува дечкото така, може да прави, да не мога, знаеш, сам си кажа, значи, нема критичар, јас во Македонија не знам критичар. Еден единствен што беше, што уште постои како професор на факултет, еден, двајца по весници, можда некој спомнува од време на време некоја критика за некаква уметност, ама нема критичка ни маса, ни соодветни критичари на уметноста што ќе речат онака, што ќе дадат една насока. Нема, ако не искритикува, ќе му се налутиме. Па да. Знаеш, тие критичари што не знам да си критикуваат. Ако историчар на уметност, ќе му речеме, ај ти чека, не си уметност, ќе ми кажува за уметност. Видете, тоа значи само отсутство на ликовно образование, односно на ликовна едукација. Значи тука И не само ликовна. Да, тука е целата баш историјата на естетика. што не е применено. Значи тука е виновен, ајде да не го обвинуваме само, да не ги обвинуваме системите, меѓутоа и преку системите се образуваме, значи даскалите по ликовно. Ако вас даскалите по ликовно, значи во основно образование, во средно образование, не ве мотивирале, не ве заинтригирале, значи да дел од таа естетика да ја почувствувате како блиска, да обрните тоа не дека ќе станете сите, не може сите уметници, нели да станете. Меѓутоа едноставно да ве едуцират во вистинска насока, вие можеби сега ќе понатаму ќе покажете подобар однос кон уметноста. Консументот треба да биде доволно свесен за да третира делото на уметникот, за да може јас да купам твое дело да го закачам на зид. Значи, пример, тоа образованието и системот е влијае. Токму заради тоа е дојдено до ова демократизирање во наводници на уметноста. Значи, и вика, прочитав негде дека концептуалната уметност била многу поблиска до народот, оти за разлика од нејзе ова традиционалната уметност била мистифицирана, односно уметникот бил воздигнат на ниво на божество, односно волшебник, шаман, а концептуалната ќе биде поблиску до народот и поблиску ќе прифати народот, што е, јас мислам дека е говорна политичка партија. Тотално нелогично, освен ако се мисли дека доволно ти е да слушнеш идеја и да прифатиш како уметност, ама кога секоја идеја може да се прифати како уметност. Дури јас мислам дека концептуалата не треба воопшто да се третира како дел од ликовната уметност. Може да се третира како тотален театар, може да се третира како мюзикал, не знам, може политички ангажман настан. Значи, во сите области, меѓутоа не, оттаму и сврдуваат и што пикат упорно во ликовната уметност. Затоа што Таа го ствара конзумеризмот. Точно, меѓутоа и тука има вина и традиционалната уметност. За жал, често пати нормално уметниците треба да живеат и прифаќаат секакви нарачки од секаков тип, што сите го правиме тоа. Меѓутоа, работата е да и тука треба да се има мој да се оддели нарачката од она кое ќе биде ликовна или цивилизацијска вредност. Значи, не се до некаде тоа, може да и треба да затоа статусот уметник не е заебанција. Значи, тој статус, тој авторитет треба може да наметне што треба да биде, не знам, вредност и концепт
ако веќе се оди на концептуална уметност, или што треба да биде, не знам, ниво на естетика која треба да се задржи, за да, значи, не да ми каже дај ми слика на зелено зашто ми одговара по дома, него јас ќе ти направам такво и такво дело, не знам, пример дека се на милиарда такви Да нема примери. некој компромис после. Заради тоа што така и архитектите почнаа да работат и нешто Значи што не е. компромис на нечија желба, за да дојде на крај да имаме некакви безлични работи. Нема компромис, нема Ама видите, значи, али тој Да, системски се притисок и екзистенцијализам и ред други работи се доведуваат до ова што е. Знам, затоа и прашањето преска што ќе смениме, как ги да организираме, јас дека од старт дека значи, ако ја земеме, еве пак ќе се вратиме на историјата. Ако ја земеме како пример антиката, не верувам дека сите биле образовани така или писмени. Меѓутоа во антиката се направени дела кои до ден денеска зрачат со својата естетика. И нема, тие се одредница и тие биле по нарачка, исто така. точно биле, меѓутоа тоа го сработиле луѓе кои си го познавале не само занаедот, да кажеме народски, меѓутоа имале не знам, мој која не му е доделена на секој. Она што го викаме уметникот кој а тоа мој е чувството вродено за композиција, за естетика. Чи не може секој да претендира на тоа. Се јас не сум некој не ќе да му ограничам правото на некого да се занимава со уметност, меѓутоа треба да ги познава елементарните принципи и елементи на уметноста. И на крајшта да го бива за тоа. Затоа и уметник да уме, а не да му се очи се системски суд. Да. Оти на крајот исто вика концептот, например концептуалата не може да произведе кич. Океј, не може да произведе кич, затоа што не можела да се репродуцира. Меѓутоа јас мислам дека денеска имаме турбо концептуал. Значи премногу концептуал. И вика концептуалната може да биде или добра или глупа. И сега колкав е квалитетот на добра концептуала, а колкав е квантитетот на глупа концептуала. Меѓутоа за некои дечки тоа е многу вака примамливо концептуалата и не знаат да се снајдат во традиционалната ликовна уметност, не ги научиле основните принципи на ликовната уметност и одма бегат во концептуал. Имаме такви примери, така? И овде ги секат. Има разлика од антиката, но мислам дека досега во однос на нарачателството, на рачките, е тоа што кога некој ќе нарачал во антиката, не се мешал да ме биде на црвено, на зелено, на жолто, скулптурата и раката, не знам како, токму ја давал целосната доверба на самиот уметник, сметајќи го дека тој треба да процени што би било добро. Барем не само антиката, ренесансата, например, има веќе создадено некои идеални позиции во поглед на архитектурата и ние денеска само може да сонуваме за нивните односи. Арапската исто архитектурата има такви односи на композиција која денеска е научна фантастика за нас, затоа што немаме време, нас ни треба бетон прав, прави линии, прави јагли и нема тука што да се занимаваме с таквото лупниме и тоа е модерно, тоа е окей, тоа е ин, сегаш, а се друго ќе старо, ништо не знае. Има ли проблем со нарачките? Да, има. Микеланджело колку мачел Да. со папата и со еден куп други таму. Благодарам што ме подсети. Ама во антиката нема. Добро, ама не Има ли во антиката? Има ли во антиката? Например, имате безброј приказки за Александар и Липсип, имате приказки за Александар и овој како се викаше? Фиди не Фиди. Поликлит. Сликарот. Не ми текнува. Или пак Наполеон или Цезар или Наполеон е веќе тој цел век го зајбал академизмот, значи со неговата представа, значи има такви примери, не дека нема примери.
Ама Меѓутоа, биле јаки што се случува? карактери, многу силни. Што Од типот се на случува? Микеланџело. Кој Ако го имате гледано филмот за Микеланџело, таму многу добро е објасната дискусијата меѓу него и тие кардиналите, кому велат оплечи ги голи, многу се голи. Треба, значи, погледнете го на Агонија и екстаза се вика филмот. И мојта е во самиот уметник, да се наметне со неговите вредностни ставови. Значи, тој може мене да ми каже, ама главата направи ми ја поголема, сакам да изгледам помојкно, јас ќе му речам, ки изгледаш како главочки. Направи ми ја, не знам, било шо. Авторитетот и Да, мојността на самиот тука вие, уметник паѓа. да, кај Микеланџело не дека е тој во систина, не дека го дава своето најдобро на ликовно остварување. Напротив, например, јас кога ќе речам некој колеги ми, тоа е пресмело, кога ќе му речам таму тој ги има утнато фигурите, пошто ги има сите представено како мажи. Меѓутоа тоа нема одзема мојта оти. Во самата систина има еден момент кај што, а тоа е моментот кога Господ му дава на Адам живот. Значи, таков момент, на таков набор, нема да сретнете буквално, не знам, ако ја анализирате историјата на уметноста со милениуми, значи тој момент на набој е многу посилен од овој японецот што си го пресече пенисот во Виена, или тај што сакаше да направи предвремен пораѓај, само за да најте да биде силен концептот. Значи тој е толку силен момент кој го чувствувате, меѓутоа затоа што е ликовно издржан, има форма, има цртеж, има композиција, има боја, има валер, се има во него. И затоа тој тежи. И мислите дека ќе се појави гром. Професорот мој Танас Луловски, тој беше еден од оние концептуалисти, меѓутоа концептуалисти произлезени од уметници, а не концептуалисти произлезени од што немам што да правам. Значи, и ден денеска основите на концептуализмот ги поставуваат уметници од типот на Мајевич, Кандински, значи Дишан со неговите, значи тие се основоположници на концептуалата. Концептуалата не е само идеја да тресна и дека ќе биде нешто значајно за човештвото. Не. Јозеф Бојс им покаже угол. Да, Јозеф Бојс, да. Концептуално. И тука им каже стоп на сите. Точно. И Ворхол на некој начин беше може би така помодар, меѓутоа ја кажа на легендарна реченица дека во иднина секој ќе ги има своите 5 минути слава. И сега имаме Фејсбукот. Така да се враќаме на гламурот на Бергер. Основите секогаш, мислам и овој што го измисли динамитот е на Нобеловец. Значи, целта и на сите ние да револуционери во своето Точно. била една и силна и јака порака на сатанизирањето на тоа доведе до некоја Вулгаризација. И тој ја спомнава, нели гледате на Шеврон, наместо Че Гевара, Шеврон во позадје. Значи, либерал капитализмот, односно денешното општество, односно ние какви што не има веќе конструирано, сме такви луѓе кои на се ќе му најдеме мана, на се ќе му спротиставиме некој наш аспект од животот. На најголемите револуционери ќе му забележиме зашто, не знам, зашто зеле пушка да се борат буквално, зашто не още по мирен пат да ја остварат идејата. На најголемите војсководци ќе му кажеме зашто тоа сте го правеле, не сваќајќи го никогаш контекстот на времето во кое постоеле. Исто како ние денеска што самите не се сваќаме затоа што во ова време кога мислиме дека нашата еволутивна свест е на многу високо ниво, гледаме луѓе што бегат од војна, значи ни се шетат низ државата, одат во држави кои се повикуваат на цивилизацијски вредности, а му стават свинска глава на границата. Значи, ние сме лудо општество, варно рече оне, и уште една друга
уште една друга поента, и да не ве замарам многу, да не се расприкажам. Уште една друга поента, значи секогаш, па и ние, иако ние треба да ја подуваме нашата позиција како земја, значи како народ кој се наоѓа на оваа позиција, секогаш ние се поистоветуваме со евроцентричниот поглед на светот. Европа е само едно малечко парче од светот. Надвор од Европа постои цел нов универзум. Значи има култури и луѓе кои сосема поинаку гледат на работите и поинаку го сваќаат светот. Ние тргнуваме секогаш дека нашите европски вредности, нашата европска култура, која не е ни цивилизација, туку е облик за цивилизација, затоа што нема измислено ништо оригинално за цивилизацијата, дури ни религија нема измислено автохтона, нема ни писмо автохтоно, се обидува да се наметне како врвна вредност и сега преку либерал капитализмот, овој нов империализам, да се наметне пак како вредност. Значи, ова еден премиер на држава ќе излези ќе ви каже, ама ние на светот му го дадовме Магна Карта, и то вчера беше. Да, вие му го дадовте Магна Карта на светот, ама вие му ги дадовте и концентрационите логори, вие му ги дадовте границите изцртани со ленгер, со агломер, со шестар. Значи, сите позитивни карактеристики ќе си ги препишиме како европјани, а се друго што е надвор, тие се варвари, тие се вакви, тие се такви, ние најубаво сликаме, ние најубаво цртаме, ние најдобро пишуваме и сите останати евроцентрични работи кои за жал многу ме. И за уметност кога збориме најчесто не излегуваме надвор од границите на Европа и Америка. Не, па и на факултет кој ти изучуваш историја на уметност, ти учиш само баш европската уметност. Ние, например, воопшто не ни спомнавме за индијска цивилизација, за било каква нека друга цивилизација. Почнуваме нели со антиката и завршуваме со тоа што денес е во рамките Мајца таму Месопотамија, Персија, Египет. Па тоа. Од таја евроцентричност која му беше пренесена и во Америка, нели во 60-тите се појавија хипиците, така, и го ги бараја, да речам, духовната бара во Индија, така, се појавија низа на движење, меѓутоа ние повторно сме соочени со отсуството на духовноста и со нашиот евроцентризам и сега треба да и самиот Бергер рече во еден момент дека значи кој ги вртеше страните од едната страна нели пакистанските бегалци, од другата страна дека постојат толку многу разлики во погледот на светот и третманот на кој го ги третираме нештата кои ќе доведат до судир. Еве сега тоа не се случува. Значи ова е цивилизацијски судир. Ние ги третираме Блискиот Исток го третираме како нешто многу далечно. Значи надвор далеко не се неписмени се, вакви се, такви се. И заради тоа на Европа му се случува ова, има цивилизацијски, а да не зборуваме за американците, затоа што американците појма немаат за историски вредности, за цивилизацијски вредности. Тие едноставно се на друг континент, нема допир со тие што имале ги средиле многу брзо и сега продуцираат секогаш сега не е знаете како да насочиме секогаш енергијата дека или пак да се правиме многу паметни дека сме антиамерикански или меѓутоа таа е моменталната ситуација во светот. А тоа е одраз пак на евроцентризмот кој тие си го преседлаат. Повелете ако има некој други. Јас се забавам. Коментар. Може да спомна се снимаме една изтишител там во Рим и не сум бил уште, за жал. Ама сум гледал и сум читал. Ултито и тој не може да се смета за концептуален артист. Сите може да се сметат. Дури и Михало Евтихи во Перивлет се концептуалисти. Значи, вие за да осмислите едно ликовно дело, значи вас ви треба прво идејата е концепт. И сега концептуалниот уметник ќе остане може би само на идејата. Меѓутоа вас ви треба идеја, разработка,
Значи, план, ви треба материјали, ви треба на крајот и композиција која ќе му представите нели на кредиторот, на нарачателот, на државата, на институцијата, на приватникот, така на крај крајшта, и на крајот треба да ја изведете. Значи, тоа е многу посложен процес отколку само јас ќе дам идеја сега и тоа ќе биде концепт. Значи, не може вие ние да кажеме, ај тие биле наивни и сликале само митолошки сцени или сликале само верски сцени или било како. Тие за да го направат тоа треба да имат познавање од цела религија, од цела митологија, од цела моментална тогашна ситуација која ги имала потребите за некој така да се изрази. А ние сега сме толку дрски, но кажеме дека имаме нарачка за да го нацртат Исус и Богородица или не знам кој и тоа е толку лесно. Напротив, тоа се многу големи концепти. Филмот за, ако некој се сомнева во тоа, филмот за Андреј Рублев. Значи, видите низ каква трансформација, низ каква борба со самиот себе поминува тој за да почне со сликање на црквата. И секој уметник, значи вистински уметник, дури кога прави автопортрет, дури кога прави портрет, дури кога слика, не знам, пейсаж, поминува низ одредена, како да ја наречам, не катарза, туку себе преиспитување, само критизирање, дали тоа кој тој го започнува или таа идеја е вредна за да на крај крајшта добие конечен резултат во форма на слика, на платно, на скулптура, на не знам, или на некој друг носач. Значи, секој си го поставува тоа прашање. И не верувам дека тие биле помалку концептуалисти отколку едно специфичен за Рафаел пример, мора да се води таму за да се види, за да се свати што се хотел да каже. Зашто да се влезе во тие цели 4 слоги снимка, се први видим, се стигне до сестинска. Сега, во една од нив беше една позната слика што учиме во учебниците за финската школа. Сега ќе се најдеш во просторијата која што е четвртаста, практички сваќаш на колку многу работи ги имала Рафаел дури црта. Зашто во сето тоа е вклопена и архитектурата на нештото, на самата просторија. Значи, пропорциите тука се запазваш, а таа е цела исцртана. Значи, сите останати ѕидови се исцртани и таванот е исцртан. Има како сфера и на над самиот цртеж кој што се трите Вера Љубов Надеж, мислам дека беа кардинални кардиналите сега. И се над тоа има и 4 големи квалитети, филозофија, поезија со латински надпис. Значи, и ако нагледаш во тоа што покрај нив цртал и што тие самите значат кои зборови потребно, значи и како меѓу себе се поврзани сите тие посебни идеи, значи гледај во филозофија, гледај во космологија. И за еден обичен човек кој што нема тоа познавање, тој се го нацртано на ниво на киче, се боите функционира. Влегва некој што ги разбира кој ќе работи, на друго ниво функционира. Пред влегва кој што прави врската меѓу филозофија и космологија, тоа е нешто универзум дата. Страшна работа. Сега, окей, ама сега врати на нешто друго. Значи, во времето на средниот век и ширењето на христијанството, значи, постоел многу огромна маса на неписмен народ, така? Потребата за да се осликат црквите е практична потреба, нели како да му се представи Божјото писмо. Меѓутоа, ако вие земе, не знам, сето тоа го направите, меѓутоа без да се повикате на самиот фундамент на религијата, без да ја проучите која форма ќе му дадете на цртежот, која ќе биде композицијата, како ќе биде представена. Боите што значат? Ние немаше да ги вреднуваме толку сега тие. Од една страна,
значи му се доловува на неписмениот народ, визуелно. Сега ние мислиме дека сме многу писмени, а од друга страна, повторно имаме проблем да го разбереме уметничкото дело. Значи, сваќате дека не општество, него системот има потреба вие да не го разбирате уметничкото дело. Оти ако го разберете уметничкото дело, имате моќ на расудување на вредносен систем. Може и да не ви се свиѓа. Може и да не ви се свиѓа, да. Така да, некако е многу поврзано, не само, не е конспиративно, ама Нема, целата таа примена на уметноста, да речем, до тие религијски цели, и то беше сега и таму и тука, че сите тие библиски представи е чисто баш едно филмување за неписмениот народ. За оној што го мрзи да чита, да го гледа филмот, за оној што не знае да чита, да ги види на слики. Значи една представа што сака, не знам, тоа нивна религија да пропагира, од друга страна му дава една моќ и мистичност и колку Господ е голем, колку сте вие точно затоа што мали, точно затоа што зашто уметниците кои го правиле тоа со графите, многу добро ја познавале ликовниот израз и користеле сите можности кои им го дава за да создадат монументални дела, да создадат чувство на духовност, чувство на виша сила, значи да ги представат. Не знам кога беше, дали бев на факултет или асистентката по историја на уметност или не знам кој беше, нема врска. Некој рече дека не ја познавале перспективата во христијанското сликарство, значи во фреско живописот не ја познавале перспективата. Зошто? Затоа што гледате дека изгледа сгрешена перспективата. Меѓутоа тоа е инверзибилна перспектива. Западната, значи ренесансата ја открива ова класичната стандардната перспектива во која ве теда вие да влезете во неа буквално како во конник. Ова е инверзибилна. Значи ве повикува да ја отворите сопствената душа, заради тоа е тоа така, не дека тие не ја познавале перспективата. Што е перспектива? Перспектива е мој да се представи просторот во дводимензионално, значи тродимензионалниот простор да го представите во ширина и во должина. Би го објаснил наједноставно. Значи на дводимензионален простор да се представи простор или трета димензија. Со употреба нели на геометриски. Може би, да. Значи со употреба на геометриски линии, геометриски точки, меѓутоа имаме и воздушна перспектива, да. Па не, ама затоа со Библија по Петро се викаше тоа во христијанството што се применува сликарството на почеток на црквите, чисто за да се представи. Разликата со исламската уметност. Таму има сегнети калиграфија, заради тоа што рабите нели во тој период имат веќе и писмо и голем дел од населението било описменето. И тие немаат потреба сликар преку слики да ги представат. Не само тоа, туку кајнифи нели во Корана не се дека не треба да представуваат слика на во христијанство имаше таму четврти век и затоа се јавувато на жесток судир меѓу иконоборците и иконокластите, кој од една страна, ако го наблюдувате само религиозно, може и да најдете оправдување, меѓутоа ако го наблюдувате естетски, знаете колку икони се мозаици и представи на други носичи, колку се уништени во тој период, со каква до четвртиот век каде само за христијанство нема представа на ликови, него само на Коран и Бавно претежни, тие што се символите на религии, секоја си има Мене ме интересира некаква врска со уметноста поддржавање на природата или имитација на природата. Или уметноста црпи нешто од природата, како инспирација или не знам,
нешто за да се создаде некакво дело. Обшто за естетиката ме интересира за од антиката телото на жената на мажот, од антиката во ренесансата до денешно време. Сметам дека уметноста во тоа време го прикажуваше телото на и женското и машкото тело, она кое што естетски беше најпривлечно. Но во овој момент сметам дека пропагира некаква телесност која што дури жената или мажот не ни може да постигнат. Значи, природно не може да се постигнат или при слаби жени, или при оно што природно и мажот и жената не може да го остварат, го пропагира. За разлика од тоа што ние скулптурите од антиката кои ги гледаме или фреските, че многу по-природно изгледале и мислам дека тоа и го достигнувале и женското тело, кое ги го има некое не спортско телото, туку баш само и обличени и се до тоа. Онака нормално, кога што има природно женско тело, би можело да достигне да изгледа. Точно, тогаш немале толку развиена фармацевтска и козметичка индустрија, која треба постојано да се троши, една од најдоходовните индустрии во светот. Значи, најголемите корпорации си или во фармацијата или во козметиката. Сега, разликата во кое, во што е, мислам сте забележале многу добро дека има промени, има точка на гледање. Ако тогаш стремежот бил на класична природна убавина, сега вас ве моделират буквално. Значи сега ве моделират како вие треба најдобро да изгледате. И најголем и многу голем број од жените се фрустрирани. Исто и мажи се фрустрирани. Зошто не изгледаме вака, зошто не изгледаме, ако изгледаме така ќе бидеме успешни, меѓутоа тоа е проблемот кој го начнува на самиот почеток, гламурот. Гламурот е да изгледам толку добро, за сите да ми завидуваат, да изгледам толку мојно, толку посакувано, за сите да ми завидуваат. Паралелно со идејата носи и решение. На каков начин? Ние стануваме имитација на оно што ни пропагирате, ако може да се нарече уметност. Че ние како луѓе веќе црпиме тоа што ни го прикажуваат и стануваме такви како делата, а требаше обратно да биде. Да, извртено. Кој ќе има еден фраер, Рубенс кога ги слика неговите жени, никогаш нема сам ги слика онака раскрмушени со целулитче, онака како што биле природни жените, како што било прифатливо за општеството во тој век, така да изгледат жените. Значи, мојта на жената и на гледање на женското тело ја наметнува, значи, општеството, системот. Имаше еден колега, уметник, се смеевме, сакал неолитски жени. Тој каже неолитски газови. Константин, ја слушам. Неолитски газови. Меѓутоа, тие газови, тие форми, нели за неолитскиот човек представувале израз на плодност, израз на здравје. Значи, и ден денеска, нели, кога ќе одиме кај нашите насело, ќе ни речат селска жена. Селска жена треба да е силна жена, моќна жена, која ќе работи, која ќе гледа по 10 деца. Денешната жена не дека треба да изгледа така, значи далеку од тоа. Треба да се води здрав живот. Меѓутоа, да не дозволите да манипулират на тој начин, да ве стават во одредени кала. А сега е токму тоа. Секогаш се манипулира. Секогаш се манипулира. Зато ќе го заборави на Луи 14 цитите. Да. И корцатите ви? Ама затоа там има намажате такви трендови. Тоа се да. Секој општество создава свој систем на вредности. Битно е да сме свесни дека ова не е идеално. Потребата за составање идоли и рол модел. Има едно на што се водиме. Со Благо еднаш ми рече, разговаравме околу
митовите. Значи, порано митовите биле одлика на сите оние доблести кон кои требало да се воспитува и да се стреми младината или човекот. Митот за Прометеј, митот за Керкул, митот за Тесек, митот за аргонаутите, викиншките митови, нели, келтските митови, словенските митови, че сите тие воспитуваат дека треба да се стремите кон нешто доблесно, кон вредности кои се близко до она кое го третираме како хумани вредности, како човечки, меѓутоа и слабости. Значи сите тие митолошки јунаци имале слабости. Меѓутоа тие слабости биле во склоп со некако во склоп со природата на човекот. Денеска благо дискутираме со него околу тоа и вика, па денеска вика митолошки јунаци му се Супермен, вика Бетмен. Ама Супермен е херој во Хеланки. За да биде со жена, значи да има љубов, тој треба да се откаже од собствената сила. На крајот на кришта, значи пораката е, ако сакаш да би силен, откажи се од женење или да се жени. Или не. Мислам дека денешните овие конструирани митови се како да ги наречеш? Како на мој без мана. Нема мана. Нема некој. Дефектни се, затоа што за да бидете херој треба да се откажете од човечки вредности. Значи нема позитивен пример во тоа. Како ќе ги учиме децата да се откажат од жената затоа што треба да бидат силни? Тоа се екстремни случаи, не само Никола Тесла, туку и Леонардо да Винчи. Меѓутоа тоа се нивни одлуки, тие знаеле што ќе им пречи во... Свесно се одржи од тоа. А ова се насочува цела популација кон нешто кое не е искрено. Ако имате нешто да добавите? Јас сакам да задржиме таа праведна линија која се зборуваше за критичарите. Јас сметам дека во Македонија има луѓе што се трудат околу критиката во уметноста. Ги спомнам Златко Теодосиевски и Nebojša Vilić, што и самите издаваат списанија, имаат онлайн блог страни во кои што те одат сите изложби воредно како што може. Така кога се спомнува, кога се зборува дека нема критика, има веројатно не може да се пласира или не ја луѓето долу не ја чита. Иако минимална е, но има да сме фер спрема луѓето што се трудат во вакво време да критикуваат. Многу е јасно, секоја често исклучоците секогаш, ама сакам да кажам со години, да речеме, не може да пркне некој, не многу име, него да се создаде нова. Премалку е. Да, апсолутно. Премалку е за да влијае, додека критичарот има обврска да влијае на луѓето, да речеме на публиката, конкретно во Македонија, македонскиот критичар има потреба да влијае за насочување на самосвесноста за уметноста или за конкретен уметник или за ред други работи. Влијанието на тие двајца тројца што се кај нас си е добро, ама не е проширено доволно за да маргинално е. Тоа сакам да кажам, јас ги ценам тие неколку што постојат, ама не излегуваат надвор од еден по-затворен круг. Пак тука, не знам, проблеми нема да навлагам кој систем, медиуми, кој е крив, како е крив, ама го нема. Не, па и Вилич е самиот свесен дека многу малце критичари. Мислам, тој се зафркаваше на час кај нас, викаше, за 5 години, вика на мој 45 години, рече, јас бев најмладиот критичар во Македонија. Што е многу смешно, многу малце се, мислам, реално ни фалат критичари. Неко Вилич е одличен критичар. Мене ми се сијате од поновиве, не знам, Скопје, не знам, Ана Франковска и не знам, и уште некој таму, Горан за понова уметност.
Само што те викам, пак малце си недоволно влијателни, значи пак не е само присуството на А от ти деца вие да не бидете критични. Еве имате знаење, наука. Не само тоа, значи не треба да очекуваме само на историчарите на уметност дека по професионална ориентација дека тие само треба да судат. Напротив, освен нив, треба да се приклучат и ликовните автори, значи самите уметници треба да се најголеми критичари на делата на собствените колеги. Така, затоа што ако јас не му посочам на Никола, значи за неговото дело, ако не му посочам, тогаш или сум го игнорирал, или сум бил неискрен кон него, сум го оставил да лута. Сега ова не го зборам само од перспектива, јас сум повозрасен колега, па тој помлад колега, па сега ќе го учам. Не, едноставно како комуникација меѓу колеги, каде што може да се насочиме, да се коригираме, еден од друг учиме. Ние учиме сите еден од друг. Меѓутоа, ретко кој има доблест да го признае тоа. Значи, јас се ќе го кажам некој тука има високи ега има, ама се битни, па макар дошле до тепаш. Да, ама тепачката обично ќе биде за сосема трета работа, а не конкретно да се зафатиме со цртежот или со бојата или со композицијата или пак со самата порака која сака да ја прикаже преку сликата, дали е тоа критика на општеството, дали е тоа критика на јавното мислење, дали е тоа не знам, одреден став кон нешто. Значи, тука јас ја гледам, значи, председината во нас, како уметници, не само да ги обвинуваме ликовните критичари дека се малку. Напротив, јас имам так, значи, имам, ако на колега не му кажам ништо за делото, ова искрено ви го кажам. Значи, тоа било лошо дело, тотално лошо, за да нема потреба да се коментира. Ако му кажам дека нешто не чини во сликата, јас настапувам позитивно и мислам дека ми спровоцирала да му кажам дека нешто не чини, не дека делото е неквалитетно. Меѓутоа може да имате стекнато мислење дека тој колега може многу повеќе. Така? И сега направил некоја заебанција, некоја утка таму на платното или пак си дозволил да изложи слика која не требало да ја изложи. Ама има колеги кои упорно, вие му викате таа слика не е за неизложба, значи не ја излагај, за твое добро ти велам. Не, упорно ќе и гледате на изложбата, одите и се шокирате, тој ја ставил токму таа слика. И сега како да реагирате, како да му го... Од една страна, кој ви е доволно близок, ќе го шабарате. Не во буквална смисла таа право. Ама има такви моменти. Исто така, не треба да се плашиме од авторитети. Значи, уметноста познава авторитети, меѓутоа и не треба секогаш да ги прифаќа како такви, затоа што тоа не е здраво. Значи, ако некој повозрасен колега е толку самобендисан и толку егоистичен и на реакцијата на некој помлад колега да изреагира несоодветно, значи тој е во уште потрагична ситуација затоа што тој го отфрла цел живот. Него го фрла буквално во вода, значи се негов авторитет паѓа во вода со самата реакција кон помладиот колега кој најдобро намерно му пристапил и му кажал забелешка. На секој може да ми се случи. Затоа сме уметници. И има една работа која постојано не тера да бидиме, значи, да мислиме дека ќе направиме совршено дело. Напротив, цела уметност се заснова на учење од грешките. Значи, ако сум направил лутка во ова дело, може би некој ќе ја забележи, може би само јас ја знам. Меѓутоа, јас ќе се трудам во наредното дело да не ја повторам мислата или да ја надминам. Значи, треба постојано да се учиме и на грешки, а не само да се идеализираме дека нема да сгрешиме, оти не постои таква работа. Кој работи и греши, како да ставите? Да прашам.
Поведе. Како уметник ме прашувам, како ја оценувате македонската уметност во овие 70 години, да речеме, од постојањето на македонска држава, од аспект на политичка или општествена ангажираност на уметникот во неговите дела? Ние сме... Јас би сакал да имаме заради ова причина то многу историчари на уметностот и за нас има тони и тони да се пишуваат книги, затоа што ние сме многу интересен случај во историјата на уметноста. Зошто? Затоа што имаме еден огромен прекин во развојот на нашата уметност, а тоа се развива до ден денеска. Значи тој прекин пред се го сметам прекинот нели на доцно византискиот период, па до се до крајот на 19 и почетокот на 20 век, ние имаме буквално празен простор во областа на ликовната уметност. Во поглед на нивната улога како во поглед на идеологијата, да, има, нели, ако се осврнеме на овие 70 години, после комунизмот секако дека има влијание во развојот и многу од уметниците се навлекле на тој социјал-реализам. Меѓутоа, за разлика од тоа колку сме биле неписмени, па и релативно брзо има движење кое е раскрстило со таквиот соцреализам. Значи, многу брзо сме имале среќа затоа што може би се појавиле имиња кои биле доволно мојкни да му се спротистават на социјал-реализмот на здрави основи и така да се вклучиле релативно брзо во и паралелно со настаните кои се одвивале во рамките на тогашната европска уметност. Значи сме го фатиле возот, буквално да речем, во уметноста. Меѓутоа, сепак, отсуство тој голем прекин, секако дека има влијание. Сега, нели, тој приклучок сме го фатиле со појавата на овие, на информелот, на подосна, на Мазев, на... Па тоа е, нели, на тоа што се појавува информелот, се појавува и кај нас истовремено и во светот. Да. И тоа е првата уметност што кај нас се појавува истовремено. Така да, се закасна. Така да уметниците релативно, значи уште еднаш може тоа да го потенцираме дека релативно брзо се откачиле од социјализмот, иако имало колеги на кои им бил удобен и си продолжиле да си терат во тој дух. Дали имаше кастување систем? Дали имало случај на овој Верину Атанасов? Родолјов? Да, Родолјов заврши на Голи оток. Ама и после бил дискриминиран, не му се да Не знам дали бил баш дискриминиран професор на ликовна академија. Да, изјавува тој. Да, ма станува професор дури крај 80-тите, крај на 80-тите. 90-тите, дури. Дури 90-тите, да. Не е подосновач. Не, после Темкова и компанија. Цензура, имало цензура, дури, не знам дали е таа идеолошка цензура или пак малограѓанска цензура. Знам за еден случај кога Мартиновски наследил во некој ресторант голи женски фигури и заради малограѓанската цензура го натерале да ги... Мамчето не е пред Втора светска војна. Да, тоа е меѓу двете светски војни. Секако дека имало примери, нечесто, меѓутоа кај нас најмногу работи автоцензурата. Значи, самите себе си многу често си наметнуваме цензура и се водиме по начела кои не треба да се ограничување за уметникот. Иако мислам дека не е тоа општество, тој систем
може би даваше одредени можности да се развива, речем, Одржана беше генерално, многу да, генерално. повеќе од се. Ние се уште имаме, за разлика од многу земји, се уште имаме државна поддршка за уметниците. А тоа во многу земји е мислот на именка. Сега тоа како кој ќе го искористи, како кој ќе го свати. Меѓутоа, тоа може би на некој да му изгледа и како незначителна помош, меѓутоа во овие релации какви што се, некога значи потикнување на творештвото. А од друга страна, па мислам дека не треба да речеме, ајде, за тие што ги поддржуваме, нека ги поддржуваме. Некаде не треба само да не им се меша. Затоа што уметникот она што ќе го замисли не секогаш треба да биде општествено добро или тоа што во моментот е општествено добро. Не треба да има граници на замислата, не треба да има значи уметникот може да отиде надвор од секакви граници, треба да отиде надвор од секакви граници, само треба да се остави да си го твори делото. Не секој треба да биде во некои општествени норми, пошто самото тоа што е во општествени норми, конјот треба да изгледа вака, затоа што е тоа така. Од стар век го моја кинеше на слобода, не знам, на уметникот. Значи, тука некогаш треба само уметникот да се остави. Ми дојде една размисла. Ние сега, значи, секогаш се обидуваме да му дадеме негативен контекст на идеологијата, во смисла на кога уметникот твори во рамките на одредена идеологија. Не се. Океј, ете таква тенденција. Мислам, треба да избегнеме таква тенденција, затоа што на крај краишта живееме во, така сме се договорили, да живееме во држава. Значи во општества кои функционираат како држави. Секоја држава формира собствени вредности, собствен систем, собствена идеологија. За да се промовира таа идеологија, нели се повикува и на уметноста, освен на другите работи, ќе се повика и на уметноста. Не треба секогаш, значи, да ги окарактеризираме како чисто негативни моментите кога некој колега ќе работи во рамките на некоја идеолошка поставка, идеолошка паралела. Така. Секоја чест на оние што се поддржани, ама има еден дел кој што треба да бидат само оставени. Точно. Меѓутоа, уште да го кажам, значи во тој контекст главно е она што ќе се изработи како нарачка, дали од државата, дали од приватен, дали од невладина, дали не знам кој. Треба честно, значи треба да се изработи честно, во смисла ликовно да издржа, значи да има ликовни квалитети. Ако нема ликовни квалитети, вие може да видите најплатениот државен уметник, меѓутоа публиката и историјата на уметност нема да ве прифати. Зошто? Затоа што вие прво, не знам, ете најпластично, сте му ги утнале пропорциите на фигурата. Така? Сте гутнале портретот на платното, на некоја одредена револуционерна. Од друга страна, 90%... Или физиономија на ликовите, апропо сликите во музеот на дома, кажи директно. Друго ми беше мојавето, 90% за ние што ги учиме, што има во учебник на историја на уметност, искочиле од некакви рамки. Пикасо изведол. Профорци на Кандински или ќе бараме. Ќе бараме, да. Ама сакам да кажам, сите оние што ги изучуваме, што се сега за нас нормални, во своје време, во своје општество, во своје... Ама ние како и во многу други работи сега што викаш ова ги изучуваме, сме многу добри теоретичари, ама многу лоши практичари. Во смисла, нашата ликовна академија беше концепирана ни риба ни девојка. Во смисла, ем ќе биде модерна, ем ќе биде традиционална. Нити изучивме, значи, класичен пристап на приоѓање на уметничкото дело, значи не знаеме да сликаме со масло. Не знаеме до кој степен да го донесеме цртежот. А од друга страна, нели како држава ќе се јави
потреба да се направат музеи. Тие музеи треба да ги исполните со уметнички слики. Ако му ги даде државата парите на некој странство, ќе ја плукаме затоа што ги дава еврата надвор. Не му ги дава на наши уметници. Кога му ги дава на наши уметници? Затоа што има недостаток на на класична ликовна наобразба, не можат да насликат портрет. И видете се што се случува. Значи, јас припаѓам на она генерација која 90-тите ги доживеа од сосема друга идеологија. Создававме независна држава. Така. И како да ви кажам, јас бев постојано сонував моменти кога ние на одреден начин ќе му се одолжиме на тие луѓе кои нели го дале животот за нас го да, а немавме ни еден спомен, немавме ни еден портрет. Значи имавме портрети на Гоце Делчев кои ги знаеме сите, тие се од фотографија. Значи никој не се ни обидел освен ретки исклучоци да ги третира тие личности со многу не само заради ликовни вредности, туку чисто заради национални, цивилизацијски и државни вредности. И сега што се случува? Ангажиравме руски уметници, ангажиравме украински уметници. Одите во музеот на револуционерната борба, значи, јас бев еден од оние кои најмногу го посекува, уште од нели наназад, да кажувам, со какви идеали јас растех. Кој си расти со други идеали. Некој друг е формиран во сосема друга идеологија. И гледате дека Русинот си насликал, што си насликал, ама насликал наместо на Витолската станица кај што водат осуденици за во Едипуле од селање од Пелагонија, гледате татари. Значи гледате луѓе кои тотално антрополошки не припаѓаат на нашиот народ, на Балканот не припаѓаат, ајде ако си на нашиот народ, ама не припаѓаат на Балканот. Значи такви утки ни се случуваат. Но зошто? Затоа што ние имаме дисконтинуитет во многу работи. Например, се уплаши пошто од самиот хол на музеот и излегов и не до крај. Не ми може да. Точно, меѓутоа тоа требаше да зрачи со сосема друга енергија. И од стартот што име. Да, да не навлекуваме да навлеземе во политичко идеолошка дискусија, меѓутоа сакам да ви кажам дека и најдобрите и најдобронамерните работи кои сакаме да ги направиме, некогаш ги правиме затоа што мислиме дека премногу знаеме, а всушност многу малку умееме да направиме. Не, јас се согласувам со тебе, јас многу сакам да речем интеракција и да имаме и да немаме соодветни уметници за одреден музеј што го спомнавме, па цело Скопје 2014 или не знам што. Сакам интеракција на уметници. Делата што се во центарот на градот, јас радо би му дал на уметникот. Јас радо. Немам јас што да дам, него. Интересна идејата да дојде уметник еден од Аргентина, еден од Кина, еден од од Јужна Африка, да ако стремиме кон некакво современо општество, шта е да... Али добро, тоа се мои некои фантазии и визии. Значи, не е само на еден уметник, уметница. Само полудавањето на... Те прекина? Не. Само полудавањето на државни субвенции на уметници во ваков систем нема никаква мериторност. Луѓето што служеле како клиенти и најмногу му слугувале на оваа власт, се тие што се наградени. И околу темите на кои се дават субвенциите се исто така многу контраверзни. Имаме за трето дете, имаме за семејството колку е добро, имаме за да не се бега од дома, да не се бега од татковината, да не се селиме затоа што расти морталитетот, се паѓа наталитетот. И околу овие вредности кога се гледа објективно, нема лошо, окей, семејство, деца, некој сака, некој не. Но за тоа се крие нека друга идеологија која што власта практицира за да си ја продолжи својата хегемонија на своите криминални клептомански активности. Значи нема никаква патриотска
патриотски инпут во неа, туку има само некој зацкриен, задкулисен акт и во тој акт помагаат доста така наречени уметници. И ден денес се наградени со директорски места во театар и некои многу други работи. Ама, знаеш што тоа некако исто така ајде да не бидам толку, да не речам перверзно, ама исто така па некои од најголемите критичари исто се сместени во институции кај што нема место. Не сваќаш? Така? Значи, за кој ни судот на времето, ни судот на естетиката, ни судот на ликовната уметност не дал пролазна оцена, а тие се сместени, а биле најголеми критичари, така конкретно на ова власт, се занимавали, кариера направиле со критикување на ова власт. Од удобна позиција. Така? Значи, нијанси се во прашање да се изразиме ликовно. Секако дека јас па една друга работа ме нервира. Значи, кога видите како функционира тоа, значи за да го одобрува населението дека многу ја сакаме културата, ќе му дајме пари на сите. Ама ти дават по многу малку пари, така? Од друга страна, просторот кој ти го издават, кој треба да е резервиран за поквалитетни естетски вредности, ти не можеш некогаш да го добиеш затоа што некој здружение на жени ќе има ракотворби таму поставено, а ти ваму носиш име, да речеме од ајде да речеме нашите не се квалитетни, иако не е дека не сме, ама ајде му носиме име од Америка. Нема затоа што некој здружение се пикнало таму, ама тоа е процесот на демократизација на уметноста. Значи сите имаат право, ќе ти речи јас плаќам данок и јас имам право да излагам таму, дали во Битвес, дали во ова Жежок културен бранд. Значи она ќе ти го треснат во очи, а ти се трудиш ваму да формираш некоја естетска вредност. Не сваќаш, значи не е така, како да кажам, едностранно. И е тоа опасно, значи, че се концентрираат многу моќни таму, така луѓе. Народ, не треба се да сите Да, ама се разволнуваат вредностите точно. Или тоа ни треба, или тоа сакаме сите исти, Па тоа ќе се откажеме од уметноста. Така јас мислам се. Само да сублимирам една поента. Сметам дека уметничкото дело е еден тоталитет кој нужно не соочува со реалноста во која живееме, а денес мислам дека уметниците голем дел во Македонија служат за да не замајуваат и да ја продолжат таа хегемонија идеолошка што ја наметнува МОР. Мислам, во последно време цела уметност така е поставена. Генерално така запречено. Добре, вејата сакам да мислам дека се уште има уметници што ги... Значи, ние се нужда треба да естествено ги земавме уметност, ама пак секи, да речеме, сите од нас предпоставувам, си конзумираат уметности чисто за не обштествени причини. Да, уметноста секогаш е врзана нужно со обштествено. Не се. Со обштествено. Музиката на уметност е голем дел од музиката што ја слушаш, не ти ја мислам, не знам. Поврзане. Меѓутоа вака, еднаш на... Не секогаш е врзана со обштеството уметност, јас така мислам. Дека некој ќе си наслика портретот жената дома. Никој не му брани. Меѓутоа, знаете како одма се соочувате со отпор кога некој уметник во негово дело ќе коментира ситуација од општеството, така? Ќе му рече ти си уметник, што се занимава со политика, сакаш или зошто кој си ти да критикуваш, сакаш нека одредена ситуација. Јас во една емисија со на Тера и бев со еден историчар на уметност и вика
Вистинскиот уметник вика си седи вика во ателието, вика и си црта, вика цвеќе. Зошто да не има и тако? Не викам дека... Значи вистинскиот уметник Не е возможно да се изолираш од треба да настаните си ја стави Од се секцијата со рефлектира свеќе на пред него и културолошки. да се изолира тотално од општеството. Значи не можеме да се изолираме од општеството. Меѓутоа, ова што го кажати, не е нужно дека јас мислам дека во плеадата на уметници кои учествуваат во овие државните проекти, не мислам дека сите се нити идеолошки сообразени со оваа власт, нити знаат што значи таа идеологија, туку едноставно заради опортуно. Значи треба да се заработи, така, треба да се живее, треба да се уште нешто спомнам професор Ромој, вака звучи многу безобразно, ама не е безобразно, вика уметноста е за богати, вика за да имаш уметност треба да имаш пари. А од друга страна, пак сосема друго нешто промовира општеството, нели демократизацијата. И е во постојан суди. Значи, не мислам дека сите го прават тоа од идеолошко, или пак дека кај нас има толку мојна разработено шема да за нас да не обструира толку многу идеолошки колку ние што му придаваме значење. Може би треба да направиме рефрешега со таков термин да се, знаеш како, да твориме заради или да действуваме заради самите себе. Не заради самите себе лар, туку заради самите она што сакаме да го кажеме. Макар тоа да е политичка критика, макар и тоа да е во корис на владеечката гарнитура, некој друг ќе дојде по неколку години ќе наслика во корис на некоја друга гарнитура. Значи, не треба да си го одземаме правото, значи, за да мислиме и да креираме творечки. Не, па баш од овој аспект го експлоатирате мојавето, што да, има претерано големо влијание со општественост. Ама јас се затоа се спомнам една друга страна. Уметникот се твори сам за себе, инспириран од што и да е, нека е тоа љубов, нека е тоа природа, живот, иначе не мора да е секогаш општество. И јас како консумент да си исконзумирам негово дело. Мислам, не обштествизирам. Не секогаш мора да биде тоа... Не, тоа не е страшно, само имаме проблем кога тоа не е ликовно квалитетно. Значи не е подржано со ликовно квалитетно. Иначе немам ништо против. И јас сликам, и јас ќе си одам, ќе си насликам пейсаж чисто заради тоа што ми го одработи. Пейсаж не секогаш треба да значи дека е кич. Точно, не, тамам работа дали го кич. Некогаш ќе одам ќе насликам пейсаж затоа што во него сакам да кажам одреден став. Значи, не знам, таму има во толкување на ликовниот јазик има многу ситуации. Значи, ако е празен простор, нешто сакам да кажам. Ако насликам зима со едно дрво, исто нешто може би треба да значи. Или пак, не знам, пейсажот некогаш може да има многу посилна политичка порака отколку Ајде бе Ван Гог. да нацртате кука с прст. Поентата на проектира врз нас и ние ја проектираме понатаму врз уметниците дали врз тоа што ќе го творат друг на поинаков начин, ама сите не на одреден начин ја проектираме. Пошто не сме ние кој вика идентични профили она како индивидуи, туку сме сплет на околности. Да, ние се бираме тука, се профилираме самите туку го нивото на свест, ама генерално И врз едно бебе општеството има влијание. Нормално, да. Значи, Сакам да кажем, еден Ван Гог не ми се сига сам затоа што не знам е општествено ангажиран или не ангажиран, него затоа што е Ван Гог, затоа што природата е цртана како што он е црта. значи вака. Вон временски е, вон општествено, вон... Не ми е поентата дека мора да е општествено ангажиран, туку дека и кој не е општествено ангажиран, е општествено ангажиран, пошто се одразва околината на неговата перцепција. Ете, например, пейсажот, ако нема дрва, значи ги секој сите дрва. Не бе, знаеш како одреден тип на уметност секој се создава во одредени општествени услови. И за поимање на тој тип на уметност ние мора да ги
знае и обществени услови во 16. Примерот со Дишан, со писоарот. Тој изгледа толку безсмислено, ама ако ќе го земеме целиот сплет на околности, тој 14-та беше, 1914-та, тогаш нели во периодот на Прва светска војна. И дадаизмот како таков се појавува како реакција на таа војна. Тие сметат дека нема смисла повеќе да постои нели уметност, кога веќе ни се случи ваква трагедија како Прва светска војна, што е помала трагедија од Втора светска војна. И затоа тој го зема писарот, нели со тоа ја негира цела уметност. Тој е во тој момент револуционерен чин шо. Почна хаос. Некогаш убаво да се враќаме така во историјата е супер, меѓутоа не мора толку далеко да одиме. Ние пред неколку години обидивме еден наш колега дека заради него нема да влеземе во НАТО. Ако се сеќавате. Не. Атанас Бодев кога го извади грчкото знаме со кукат скрси со бегалците. Се сеќавате на билбордот? Да. Тоа беше токму спроти самитот на НАТО беше. И вечер излегла со насловна страна срамота. Значи, јавен медиум, односно јавно мислење, се обидува да му каже на уметникот што треба тој да изрази, што требаше таму Робертсон да го наслика со... Мислам, дали гледате до кој степен, не е секојаш така едноставно дека уметникот, значи, видете, јас тоа што сакам да си го кажам, во сликата ќе го кажам, не ме интересира кој е на власт, нити која идеологија ќе е брани, нити која или пак идеологијата што ја застапувам јас, дали ќе му одговара на некој. Проблемот е во читањето на публиката на делото. Значи, јас сум насликал една слика и сега ви едите на изложба. И сега во таа слика јас третирам одредена тема. Меѓутоа, вие, како публика, демократизирана, значи, неписменета ликовно, не може да пронајди во тоа ништо, освен да види некоја мапа со ѕидови. Че имаше нешто едно сличе тоцкаво имаше, една розева мапа на Европа со ѕидови, ништо посебно. Меѓутоа, вие не се обидувате ликовно да го анализирате делото, пораката која сака да ја каже авторот, контекстот во кој го кажува, и сега, после неколку време, слушаме Словенија се фалеше во рок од еден ден, направила 5 км ѕид. Унгарија гредала цела граница 200 км и ја направила со ძид. Иванчо Талевски летово имаше слика на која Европа розева, заради тоа што сме розева раса, и имаше представено со ძидчиња, авличина, изградени ძидови која, значи, ние во тој момент, значи, голем 90% од публиката не ја разбира сликата. Значи, не може да навлези во слоевитоста на уметничкото дело. Не дека тоа авторот се плашил да каже или па сега ќе насликам нешто што е по-благопријатно за режимот или за идеологијата или за општеството. Туку едноставно треба да преге како нели зборувавме за Микеланџело кому се вратил на папата или на рачателите кога ќе инсистирале нешто вако. Значи тука е мојта на уметникот за да го прикаже својот став, не нужно или пак нужно треба му се спротистави на општеството или на идеологијата. Туку мојта е сепак во публиката како ќе го прими тоа ликовно дело. Од сега ако застанам и да ви раскажам за моите ликовни дела, тоа се цели приказни, или Николче да ви раскажува за неговите, или Никола да ви ги раскажува за неговото дело. Значи, вие треба да сте ликовно подкован, значи, да ја разбирате уметноста, да ги контекстите да ги сложувате, за да го разберете односот на Никола, зашто такво дело насликал, зашто Николче такво дело или зашто Димитар такво дело насликал. Значи, тоа е меѓуседен однос. Не е само ќе оставиме на уметникот колкава е мојта на уметникот да ни го предочи нештото, туку и нашата мојна перцепција. Како ќе ги перцепираме работите. Од една перцепција, твојата и мојата може да бидат различни. Јас можам да го сватам дека овој го поддржува, ја поддржува владата, ти може да го сватиш дека ја критикува владата.
уште една манипулација што може да се релативизира. Уметникот е манипулатор. Значи, уметникот е најголемиот манипулатор, покрај овие другите во системот кој сака да манипулира, и тоа го кажал и Дали и Пикасо. Уметникот треба да манипулира. Мистификацијата на уметноста е тоа што ја прави уметноста. Не е мистификацијата, да, меѓутоа и што ја прави само пазарна и комерцијална и ваква каква што ја кажуваш овој. Значи, како да ви кажам? Не, па добро, ти како... Ама мора да има, мора да има уметноста мистификација, има мистификација и таа е таа што ја прави. Да. Треба да, тоа е егото. Што не е ограничено. Значи, тоа е егото. Уметноста е, ја мислам дека има паралела, моќ како што има религијата. Преди го спомнав на трите компоненти за еден успешен автор, односно уметник или ликовно дело. Значи, композиција е и баба. Ако не поседува едно од тие, тоа нема да биде квалитетно дело или ќе биде кич. Трагањето по тие вредности не прави да се чувствуваме понекогаш фрустрирани од неможноста самите да се изразиме оноку колку што мислиме дека вредиме или сакаме, ама едно се желбите, друго се можностите. Туста, преди сакам да ви кажам на нешто друго. Например, во смисла, она што викаш ти мистификацијата. Мистификацијата ќе задржиме во егото. Значи, кога егото е присутно на делото. Егото, меѓутоа, не е она само бендисаното его, со наши термини да се изразиме, туку нашиот квалитет како личности. Односно, ако во делото се препознава од кој подневие доаѓа авторот, каков социјален статус носи, каков социјален живот има, кој е неговиот бекграунд, што викат на образование, на интеракција, на кај шетал, кај прошетал. Сето тоа ја прави неговата личност и го гради неговото его. Проблемот е кога некој ќе сака да го деконструира тоа его до толку ситни рамки, буквално да го снема. И видите што прави потрошувачкото општество во Европа. Ностоп трага по автентичен израз, а од друга страна глобализмот сите не тера да видиме исти. Натаму не тера, сите ќе видиме исти, пошто ќе се прават до безкрај експерименти, нас ќе ни го земат името и идентитетот, на другите ќе ма земат државата, на овие другите верата, на трети това. Цело тоа во контекст на да се создаде мелено месо, аморфно, од кое вие ќе формирате, како на Pink Floyd на спотот, од кое вие ќе формирате единки без ега, без личност, без карактер, без мистификација, без традиција. А од друга страна, Европа е толку безобразна, постојано трага по автентичност, и ќе земе само се интересни романците. Ќе ги експлоатира од романиот и ти идат од Чаушеску, знаеш, ги малтретирал, ги тепал како систем и сега ќе ги продават галеристите, ќе направат пари на тоа, после 10 години ќе ги шутнат, ќе ги земат од Украина. Па после ќе ги земат од Русија, па после ќе ги земат и нон-стоп така. Европа и во времето на империализмот се довела во таа ситуација. Затоа Гоген избегал по Полинезија да трагат или ги земе јапонските дрворези како инспирација. Значи, од една страна ве обезличува, од друга страна бара автентичности. Едно со друго, тоа изгледа само на римјаните, ќе растат се додека има некој затепање. Кој ќе снема затепање, ќе пропадне империјата. Гоген избега и ти беше пејде. Па наистина гледам тоа не го. Тя најскапа слика $300 милиони што. Добро, ама тоа со продавањето на скапи слики најчесто секогаш е класичен бизнес интерес на галеристите. Тоа се случува, не е тоа. Маркизито што е француска полинезија.
Имаше емисија французите тоа кажа. Ма нема врска тоа сексуалната определба со тоа дека избегало. Европа во тој период културна така тој други движења си. Тој барање или само да се отцепи од таа цивилизација европска. Зашепала? Нивна колонија се било. Па добро, ако тоа може. Интересна било уметноста. Мене ми беше било и задоволство ако ве заинтригирахме или ако не да ви објаснуваме, туку едноставно да ви прикажеме дело нашите гледања, нашите ставови, со кои може да се сложувате, може и не. Барем тоа демократијата начелно го кажува. Така да ми беше чест да дискутираме на ова тема. Овие заклучоци, овие муабети, некаде ги презентирате? Два пати тука бев јас сама, еднаш музика и ова. На YouTube, на интернет. Снима камера, Малце. па на телевизија не дават веројатно толку. Овој Бергер таму читам на Википедија пишуваше, во почетокот таму бил склон кон СССР. Да, и напишал неколку книги и едната книга му ја цензурирале британците и се налутил и избегал во Франција. Значи, имало цензура и таму. Значи, ако тие сака да се представат како либерални демократи, и дури после се смириле, па се вратил пак во